Добар ден на сите. Денес, согласно член 38 на статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на 20.12.2023 година среда во 12 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Програма за економски развој на општина Битола за 2024 година. Дали се прифаќа овој дневен ред? Кој е за? 3 гласа за. Благодарам. Во интерес на времето, накратко само, ќе ја презентирам програмата. Сите добивме на имейл материјали за оваа програма, предлог програма. Предлог програмата е за економски развој. Предвидува вкупно за 2024 година 58 милиони 9.404 илјади денари. Во предвидените расходи, планираните расходи за реализација на оваа предлог програма се предвидени субвенции и трансфери, други трансфери и финансирање, членариња на ЗЕЛС, други градежни објекти, односно проекти, подготовки за проекти во кои се вклучување на дизајн на улици, локални патишта и споменици, за дизајн за пречистителна станица и колектори, вклучување на дизајн за водоснабнување, вклучување на дизајн за капацитети за енергетика, други објекти, подготовка на проекти за мостови и се во вкупно вредност 58 милиони 9.404 денари. Делот за овие средства од програмата се направени техничка документација, а дел се од објектите, значи дел за изградба на објектите ќе се аплицира за меѓународни и е аплицирано за меѓународни повици, добивање на грантови и сето тоа ни е дадено во прилог 1 и прилог 2. Прилог 1 и тој го имаме како материјал кој е поделен на два дела. Во првиот дел имаме објекти кои што се пренесени од минатата година, дел се почнати, дел воопшто не се почнати и тука се вклучени амандманите кои што се од Советот на шестата измена на оваа програма. Од 1 до 70, тоа се првиот дел од прилог број 1 и за кој се предвидени 31 милион 428 илјади денари и вториот дел од прилог 1, тоа се нови објекти од 71 до 111 точка, тоа овие се предлози кои што се произлезени од граѓаните кои што во текот на 2023 година ги дава овие предлози. Исто така предлози се на урбаните заедници, местните заедници и буџетскиот форум кој што се одржа во последниот месец од годината. И овие нови вредности, нови објекти се во вредност предвидена вредност од 8 милиони 170 илјади денари. И вториот прилог, број 2, кој што е со кофинансирање на објекти, кои се почнати или не се почнати, тука имаме во вредност сите овие објекти се предвидени со 18 милиони 492 илјади 187 илјади денари. Исто така, оваа програма за економски развој е родово одговорна и при нејзината изработка се имаат предвид потребите, улогите и начините за користење на времето и ресурсите од страна на жените и на мажите. Накратко е оваа презентација која што на предлог програмата за економски развој која возможува буџетско следење, транспарентност и ефикасност за обезбедување средства за спроведување на родовото буџетирање. Имаме представник од општина Битола, па доколку имате прашања, повелете со прашања за оваа предлог програма. Повелете. Ве молам, јас сакам да прашам, на претходната седница формиравме работна група која ќе работи на планот за управување со културно наследство, која е обврска на општина Битола. Дали овој план треба да биде внесен во оваа програма, пошто се работи за законска обврска, а работната група веќе донесовме одлука за формирање на таква работна група.
Овој план треба да се изработи заедно со Завод и музеј Битола и представници од Завод и музеј Битола, меѓутоа како ставка би требало да влези во оваа програма. Не знам каде друго место би влегол планот за управување со културно наследство. Повелете, Венцо Шишкин. Благодарам. Значи, планот за управување со културно наследство би требало според мене да биде во Комисијата за урбанизам. Значи, ќе носиме нови планови за централното градско подрачје или тоа е башка? Новите планови се дел од таа законска обврска, меѓутоа планот за управување не се однесува само на урбанизам. Социоекономска кохезија, користење на културно наследство, поставување на урбана опрема, сообраќаен режим на движење, значи тоа е стратешки документ врз база на кој се раководи со културното наследство. Во одделението за економски развој немаме дел култура. Значи, културата е во другото одделение. Меѓутоа, ако треба да дајме поддршка, ќе дајме од економски развој. Меѓутоа, културата директно е во другото одделение, кај Виолета Налевска. Јас ќе ве замолам да ја разгледате оваа опција, пошто не се работи ниту само за култура, ниту само за урбанизам. Тоа е слично како стратегија за одржлив економски развој. Ова е менаџмент план за управување со културното наследство. Кажав, од социоекономски, културен, урбанистички аспект, од разни аспекти влијанието врз градот на културното наследство и обратно. Значи, раководење со него, во смисла на користење на културното наследство како ресурс за економски развој на градот. Кај ќе биде ставено, дали во едното или во другото одделение, секако ние ќе мора двете одделенија да работиме на ова. Дали ако мислите вие да го смените, да го додадиме кај мене, и дали се предвидени средства за ова некаде во друга програма, јас немам увид, имам увид само во мојата програма, а сад дали ова постои во друга програма, кај нив, во другото одделение, тоа треба да го провериме и колку средства ќе треба дополнително. Еве тука и раководител на Благица, не знам дали е тоа, дали ме пратеше што, значи дали како ставка, како вредност постои ова во некоја програма за планот за управување со културно наследство. Значи, тоа е заедничка обврска на Завод и музеј и општина Битола и треба да се донеси, треба да се донеси како стратешки документ. Сега, дали вработените, мислам, стварно не знам дали вработените како своја работна задача ќе го добиват. Не верувам дека за ова треба надворешни лица да бидат вклучени. Ние во таа работно тело предложивме да си бидат представници од политичкиот кампус овде од Советот, кои си имат задолжение да си бидат дел од тоа работно тело. Единствено надворешни се невладините и стручните лица од аспект на економија, туризам. Сега за нив не знам дали треба надокнада или не, ама вработените во општината, музеот и политичкиот кампус му е задолжение во рокот на другите сите обврски да го прават тоа. Во ред, ако е во рамките на нашата, мислам, делокруг на работа, во ред, меѓутоа што вели ако има надворешни лица, како ќе ги побараме, согласно треба да видиме и како е тоа регулирано со закон, кои се лицата, што се, како се, колку време ќе работат, како ќе ги најдеме тие лица, доброволно ќе биде, не, јас не. Добро. Треба да го предиспитаме ова, да речеме Затоа што за партиципативното тело јасно во законот следи пишува дека не следи надокнада. Да. Секој што зема учество, свесен е дека не добива надокнада. Ние од економски развој, значи стоиме на располагање со капацитетите што ги немаме многу, тие што се луѓе, тоа колку што се 4 луѓе со 4-5 луѓе, 4,5 луѓе, колку се со нашите ќе ги искористиме капацитетите, меѓутоа треба и за други работи. Во секој случај ќе прифатиме, го прифатиме да го разгледаме и ова да знаеме кај да го разгледаме, кај сме, што сме и не е проблем да учествувам. Добро, благодарам. Добро, благодарам. Дали има уште некој друг спор? Бидејќи нема повеќе прашања, предлогот го ставам на гласање. Точката Програма за економски развој на општина Битола за 2024 година ставам на гласање. Кој е за? Еден за. Против?
Воздржани? Против 1. Воздржани? 2 воздржани. Ви благодарам. Пријатно.